На почетокот на 20 век, во 1910-тите години, марксизмот се раздели на два дела. Делот кој продре на исток во Советскиот сојуз, а подоцна и во Кина, користеше посебен модел познат како авангардизам. Идејата во тој модел беше дека најинтелектуалните марксисти треба да ја водат комунистичката партија, а партијата ќе го води пролетаријатот, работниците, заедно со селаните, заедно со сите немиени, за да може партијата да го раководи општеството. Значи, на тој начин хиерархиски. Значи, мала група на школувани интелектуалци ќе раководат со се, ќе преземат власта, затоа што не можеш да му веруваш на работниците или селаните заглавени во стариот поредок, кој мораше да биде соборен. И ваквиот начин на пропаганда во Советскиот сојуз работеше. Тие навистина добија поддршка од селаните и, да речеме, се оформи државата и тој принцип на интелектуалци кои што го водеа мислењето на работниците, се, да речеме, имаше одреден успех. Вакво нешто се случи и кај нас во Југославија после Втората светска војна, затоа што грото од населението беше, да речем, необразовано, имаше многу луѓе што живеа по село, нема многу земја, му беше конфискувана земјата и генерално истиот ваков модел се користеше во Југославија после Втора светска војна, беше директно позаемен од големиот успех на Советскиот сојуз, кој што тогаш беше веднаш после триумфот на Советскиот сојуз во војната. Сега на запад се случи спротивно. Во Европа и Америка и другите западни земји веќе постоја функционирачки институции. Немаше феудално општество. Немаше феудални господари, немаше крајно сиромашни селани што може да се експлоатират или да се регрутираат како работници во фабриките, затоа што нема ништо друго останато. Значи, генерално, да речем, функционираше некако општеството. Беше веќе во некаква транзиција, да речем. Не беше чисто феудално општество како Русија и како Југославија. Еден од главните теоретичари во тоа време, во 1910-тите, беше италијанскиот албанец Антонио Грамши. Што забележа Антонио Грамши? Забележа дека италијанската работничка партија не е многу заинтересирана за меѓународен комунистички удар во согласност со Советскиот сојуз. И сад тој не можеше да разбери што е проблемот зошто тоа се случува и на крај свати дека причината за тоа е затоа што Западот има сосема поинаква ситуација. Западот имаше капитализам, во кој што имаше изградени институции, чија што примарна дејност беше да пренесуваат култура од една генерација на друга. Значи, луѓето растеа, новата генерација растеше во некој контекст каде што беа изложени на културни, општествени институции кои што, да речам, според тоа што го утврди Грамши, ги тренираја. Значи, и не можеше во таква ситуација од некаде да донеси сега ти некои интелектуалци да почнат да суват памет како што можеше тоа се направи во Русија или во Југославија. Наместо тоа, сватил Грамши, потребно е движење што доаѓа однатре. Значи, влегваш меѓу работниците, се мешаш со нив и ги убедуваш однатре. Влегуваш во институциите, семејството, религијата, образованието, медиумите, правото и ги менуваш однатре. За таква работа потребни се органски интелектуалци, така ги нарекува, органски интелектуалци, кои што се органски за разлика од вештачките интелектуалци, значи тие се оние што ги пораснуваат на универзитетите, во интелектуалните кругови, во интелигенцијата, фактички тоа што во Русија беше, например, тој Венгард модел. Значи, органските интелектуалци не се такви, туку се изродени од самиот народ. Грамши опишува ова идеја дека самите работници ќе му веруваат повеќе на луѓе меѓу себе што се изродени од самиот народ. Доаѓаат од слично потекло како работниците, но се обучени да ги едуцираат другите работници за вистинските причини за нивната ситуација. А вистинските причини, во славната комунјарска традиција, се секогаш марксистички. Буржуазијата и капиталистите се здружиле за да си го приграбат добриот живот само за нив, а вас работниците да ве експлоатират. Тоа беше генерално нивната порака. Овие органски интелектуалци, значи, доаѓаат од работниците, тие се еден од вас. Не можат да стигнат тие до високите позиции на менеджментот. Не можат тие да влезат во влада, не им дозволуваат како на Пасиев, не му дозволуваат да излези на телевизија него, не му дозволуваат да стане и премиер тој, не му дозволуваат да стане председател на собрание, не му дозволуваат ни
председател на комисија да стане. Значи ги препознавате таквите луѓе, им верувате, тој е изроден, мајка му и татко му беа сиромашни, тој мораше од баба му да позајми 200 денари за да оди на автобус во Скопје да студира. Значи не е тој некој надворешен што ви кажува како функционира светот. Значи тој е еден од вас. Органски е во вашата ситуација. Но истовремено е длабоко потопен во марксистичкиот интелектуализам. Затоа тој може да гледа, да види работи кои што вие не можете да ги видите. И може да ви каже работи за кои може не сте ги чуле, ама кои ќе ги чуете ви звучат, види Бога ти што ме овде да ми каже. А она што ви го кажуваат е без исклучок. Истата работа. Се е заговор. Институциите за кои работиме и во кои живееме, владата, медиумите, шефоите, другите луѓе во колективот, корумпирани се, издружени против тебе. Не треба да му веруваш никому. Нити на образование, нити на наука, никому. Тие стануваат единствениот глас на кој што можеш да му веруваш против корумпираното општество. Тие се позиционираат како глас против заговорот. Например, и се надевам се дека Леđa гледа, пример е типичната феминистка. Таа е органски интелектуалец. Зошто? Затоа што таа е жена. Сите работи за кои што зборува таа ги доживува. Доживува сексизам, мизогинија. Значи таа е органски интелектуалец кој има уникатна позиција да зборува за таквите работи. Од позиција на животно искуство. И се таа организира трибина, настан за млади девојки и им раскажува. Жените имат проблем во општеството, недоволно се застапени и тоа е неправда. Вие сте ранливи, не знаете, значи ако се останете сами, не можете да се снајдете. Значи, излезот од целата ова работа е феминизам. Седнете да ви објаснам како функционира патриархатот. Да ви објаснам како сексизмот функционира, како систем што ги држи жените потиснати и така натаму и така се тој органски интелектуалец ја пренесува, да речам, теоријата на новата генерација. Вакви органски интелектуалци има на секаде. Во Сдруженијата за квалитетот на воздухот, например. Вие не знаете, ама чекајте да ви кажам колку е штетен воздухот за вашето здравје. А владата ги крие мерните единици, деновите кај што има пречекорување, затоа што не сака да му пречи во профитот на дебелите газди од Русија. Органски интелектуалци има во Сдруженијата за заштита на животни. Ова власт намерно ништо не прави, сака да создаде ситуација кај што ќе се зголема страдањата на уличните куќи. Затоа треба се сретниме со овој представник кој многу се секира за сето тоа и треба да го поддржиме, или само да разговараме со него за да му ги изнесиме нашите размислувања, за тој да може и после се тоа да го користи во промоција, во кампања и така натаму и така натаму. Секогаш има таков некој човек кој што вика, знаете како треба да бидеме отворени према сите, како на Леđa последниот подкаст. Према сите треба да бидеме отворени. Не треба нечија идеологија, без разлика колку антиживотно афирмативна е, не треба да биде пречка за да направиме, да седниме, да направиме муавет со него. Органски интелектуалци се проблем денес во Македонија, затоа што Македонија поќе не е рано-феудално општество, туку е поблиску до динамиката што се случуваше порано, во Грамшиево време на Запад. Затоа денес и тука се користат истите тактики. Реално органските интелектуалци се поставуваат како лидери на култ. А култо се е корумпирано, а јас сум единствениот што знае вистината. Класична динамика на култ. Грамшиевиот модел на органски интелектуалец објаснува зошто треба да бидеме предпазливи према луѓето што се представуваат како единствениот глас против корумпираните институции. Иста работа во последно време се случува и во патриотската сфера. И тоа не на локално ниво, туку глобално. Се појавуваат органски интелектуалци. Јас бев обичен војник во армијата и не можев поќе да издржам тоа што го гледав и морав да излезам и да го кажам ова едно нешто што го дознав, а тоа едно нешто што го дознав неизбежно е ве лажат. Се што знаеш е лага. Јас бев морнар на овој бродо и можам да кажам дека бев во главните действија која се случува и можам да ти кажам нешто што нема да очекуваш да ослушнеш.
и сам модерно е, јас сум обичен комичар, значи јас вицој кажувам, ама чекај да ти кажам сега што е за ситуацијата во Иран или не знам на друго место. Значи, стално е, јас, знаеш како, еден од тебе сум, ама гледам нешто што ти не го гледаш. А тоа е секогаш некој заговор. Нешто те лажат. Артемис е снимено во визба во Холивуд. Брижит Макрон е маж. Сликата од земјата е направена во Фотошоп. Српскиот Томос е одлично решение за МПЦ. Криско се бори против инклузија на бугарите во уставот. Оние што се против Преспанскиот договор, уствари сакат да се викаме фирм. Не се криви албанците што не знаат да зборуваат македонски. Криве е државата што не ги научила. И најјаката од сите, да излезевте на референдум, сите ќе гласавме против. Значи, целта на ваквите интелектуалци е да ве заробат во состојба во која за секоја работа ќе гледате тие, ќе гледате во нив. Шо вели овој глас на кој што јас треба да му верувам? Медиумите, поклопени од политичката каста, ги промовираат ваквите интелектуалци, ги рециклираат од една емисија до друга. И тие секаде истото го кажуват. Ако заприметите, истиот човек на 10, не постојат 10, али на 5 различни емисии да го видите, истите работи ги верла. Истото работи го прашуваат, истите работи ги повторува. Верувај ми мене, јас знам нешто што кријат од тебе. Нешто за што не си помислил досега, ама ги објаснува сите проблеми што ги имаш. И кога ќе слушниш, ќе ти прави смисла, затоа што ја лоцира одговорноста за твојата ситуација во животот, во државата, во семејството, настрана од тебе. Не си ти крив. Заговор има. Значи, некој ова тебе ти го прави. Ти си жртва. Разбираш? И, за да престанеш да бидеш жртва, треба само мене да ме слушаш. Јас ја знам вистината, јас можам да ти кажам како да излезеш од оваа целата работа. Ако нешто, да речем, запамтите од денешнава емисија, запамтите да се чувате од таквите луѓе. Држете природна скепса. Природно растојание од таквите луѓе и секогаш верувајте си најмногу на информациите што можете самите да ги видите, самите да ги потврдите, а не некој што ви ги толкува. Тоа е тоа.